ексклузивна политичка анализа на Радио Лидер ово утро. Ексклузивно ќе ги анализираме најважните настани од минатата недела, неделата која е за нас, а со самото тоа ќе направиме анализа на тоа што не очекува неделава. Ово утро мој гостин ко домакин на некој начин е мојот колега, драгиот колега, новинар Столе Наумов од Канал 77. Столе, добро утро. Добро утро. Дека ни е среќен денот и неделата. Трите клучни настани минатата недела. Прво, одвојувањето на Унгарија, на Албанија од Македонија во преговорите за Европската Унија. Второ, посетата на Виктор Орбан на нашата земја. И трето, нели, обраќањето на председателката Силјановска во Генералното собрание на Обединетите нации. Ова се трите најважни настани кои се случија, би се согласиле, нели, во македонската политичка сцена минатата недела. Дали ми е добар изборот или имаш нешто да додадеш, Столе? Па генерално тоа е. И можеле да расшириме малку приказната и со ова што се случи вчера, например, макар што и тоа не е некој изненадување. Кое? Во Австрија. Добро. Слободарската партија освои прво место, радикалната десница, ама дали ќе формира влада ќе видиме. Види, ако што и второто место е десничарско, че до сегашната власт освои второ место. Ако се знае дека радикално десните партии се против проширување на Европската Унија, ова може нас значително да не ги комплицира односите овде. Па заради тоа мене ич не ми се допаѓа ова малку разоширувачки ептен. И кај мене и кај луѓето кои мене влијаеше одвојувањето на Албанија. Времето не работи за нас. Таа сентенца на Срвенковски ич не ми се допаѓа цело време. За името зборуваше времето да работи за нас. Времето кој што не работи за тие кои што се внатре во Европската Унија. Кога го анализираме од одвојувањето на Албанија, да го анализираме од три аспекти. Од 4 аспекти, поточно. Од аспектот на Албанија, од аспектот на Европската Унија, од аспектот на Бугарија и од аспектот на Македонија. Може така? Од аспектот на Албанија да почнеме. Што направи Албанија за да го добие ова, за да почнат отварањата на поглавјата? Го пуштија градоначалникот на Химара, кој е етнички грк, по барање на Грција, кој претходно ја блокираше Албанија. Претходно Холандија ја блокираше. И нас еднаш Холандија нели не блокираше претходно. И Албанија плюс направи, со тоа се пофалија. Бугарите го призна, на пописот го вклучи бугарското малцинство. Кое што се заборави сето тоа, имаше галама една недела, две. Во Македонија имаше реакции. Кои се резултатите од тие реакции? Не знам. Може би ќе треба на наредниот попис да видиме. 7.000 бугари испадна во Албанија од никаде, од нигде. Генерално станува збор за луѓе. Македонците намалија, беа 5-6.000, сега падна на 2.500-3.000. Тоа се луѓе, значи тие 7.000 луѓе, тоа се луѓе на кои ние како држава, ние како народ македонски, гледаме како на македонци. Тие одлучија, некој вела дека имало фалсификат. Да бидам искрен, не видов доказ дека има било каков фалсификат. Не видов доказ дека нив со сила ги пишувале бугари. Да го видев тој доказ, може би не сум следел доволно. Ако е фалсификат, ајде, тогаш можам да разберам. Пиши 7.000, ама малку тешко, нели? Тајна е таа операција. Ама баш заради тоа што е тајна, како, ако не е, значи, фалсификат, како тие луѓе толку лесно се кажале бугари, а се македонци. Ама чекайте се, ако направиме паралела, поради пасошите на наредниот попис, може би овие 150.000 кои што имаат бугарски пасош, а се македонци, може би и они на некој начин тешка работа ќе бидат принудени да се попишат како бугари. Така? Овде малку тешка работа, но од аспект на Албанија, тие имаат вистинско право да се радуваат што, нели, нема да бидат заглавени заедно со нас и дека ги продолжуваат преговорите, но дали ќе цутат ружи во нивните преговори или ќе имаат судбината која
се уште имаат Србија, Црна Гора, кои се исто така заглавени во преговарачкиот процес, иако имаат почнато преговори, е нешто што треба да го видиме, затоа што постои една теорија дека до 2030 ако не примаат, ќе не примаат топтан. Сега, дали Албанија ќе поита брзински во преговорите или не, ќе видиме. Ај вака да расчистиме. Дали се Србија и Црна Гора заглавени поради самите себе или поради тоа што не ги сака Европа? Србија има отворено доста поглавја, ама нема затворено. Па едно мислам дека има затворено. Само Црна Гора може би едно-две. Зошто е тоа така? А веќе 10 години преговараат. Заради Европа што ги мрази или заради тоа што они самите не си ги работите како што треба, односно не ги исполнуваат обврските кои што се предмет на мониторинг на Европската унија при процесот на преговарање. Јас мислам дека ова второто е поточно, дека Србија баш не може да се пофоли со голем дел на работи кои што спаѓаат во сферата на медиумските слободи, на судството, на човековите права. Тука Европа е виновна или лидершипот на Србија. Истото може да се каже и за Црна Гора во времето на Мило Ѓукановиќ, кој што беше недолговечниот лидер не во регионот, туку Европа, може би, широко во светот. Столе, знаеш како? Прашањето е дали ќе има пакет на проширување, како што беше со Бугарија, Романија, Кипар и така натаму, или ќе има членство една по една. Ова прашање во овој момент не може да ни го одговори ни Брисел, ќе чуете Макрон, ќе каже едно, па ќе каже друго. Ќе чуете Урсула фон дер Лајен, ќе каже едно, па ќе каже друго. Значи, ние не знаеме дали ќе биде пакет или ќе одиме еден по еден. Сега, ова е есенцијата на следното прашање. А тоа е како Македонија гледа на се ова. Ние, во овој момент, како општество кое полека созрева, но мислам дека веќе е до одреден созреан стадиум со политички елити кои рационално гледаат на работите, односно се надевам дека е така. Ке гледаат, до сега не беа баш. Значи, не знам. Ние во овој момент од што треба да се плашиме? Ние треба да се плашиме од меѓуетнички тензии. Зошто? Затоа што во моментот кога Албанија отвара преговори без нас, ние се соочуваме со ситуација во која најмалку 20% од нашето население, можда и 25, етнички албанци, ќе гледаат на тоа, видете, ние поради македонците не може да влеземе во ЕУ. Тоа е перцепцијата која тие ќе имаме. Потоа, ова може да се одрази на една политичка состојба во која имавме промена на политичката елита на албанците во власта, излезе дуи, влезе влен, и ова може да оди во прилог на она што дуи го заговара веќе подолго време, а тоа е дека тие ќе делуваат преку улица, ќе прават меѓуетнички судири и така натаму. Значи, мене прашањето е, моето лично прашање кое јас си го поставувам, е дали Европската унија практично со ова му ги отвара картите на Дуи за да може Дуи да прави меѓуетнички тензии. И ова мое прашање е легитимно. Дека ќе има меѓуетнички тензии од таков вид, не верувам. Повеќе ќе биде тоа вербално, ќе биде притисок на јавна сцена. Не верувам дека ќе има пак по автобусите, тепачки, тие беа наменски тогаш во тој период на Груевски, за да меѓусебно си ги билдаат. Не, јас не зборувам за тепачки по автобуси, јас зборувам за масовни етнички протести. Зборуваш и за божност и за непослушност на локалните самоуправи, па се ако за се може да се, значи, ова може сериозно, безбедносно да ја разниша Македонија. И токму затоа, овој потек на Европската унија, од овој аспект, го гледам како целосно, како да кажам, неизбалансиран. Што сакаш да кажеш, дека на овој начин
треба да се исплаши Европската унија и што побрзо да се поправи грешката. На овој начин затоа може што би Европската унија сака да не уплаши нас за побрзо ние да ги ставиме бугарите во уставот. Да го свртиме ние во обратна насока. Може да е едното и другото, да. Знаеш, може да гледаш од двете перцепции на една иста работа. Прво, дека некоја непослушност на локалните самоуправи ќе се форсира, не може затоа што држи како локална самоуправа во моментот дои. Ќе видиме до година после локалните избори, тогаш ќе видиме што ќе се случи. Сега во моментот што држи Струга, друг некој град држи, помали некој села држи и така натаму. Треба да видиме како ќе се одразат локалните избори. Многу лесно може да се случи на идните локални избори. Уствари, ова е многу интересен феномен во Македонија. Судбината на политичарите зависи од локалните избори. Зоран Заев си замина од СДСМ поради локалните избори. Никола Груевски си замина од ВМРО ДПМН поради локалните избори. Сега да видиме дали Али Ахмети ќе следи можеби нивната траекторија. Најбака да ги тогаш според ова што го зборуваш, јас ки за дека сум во право, односно во право со оние кои што велат дека не треба да ескалираме и дека не треба да мислиме дека времето работи за нас, односно треба да си ги извршуваме домашните задачи. Треба да ги примеме бугарите во уставот и да го пуштиме процесот понатаму да си тече, ние да си ги извршуваме домашните задачи, а да се трудиме да ги избегнеме силите и харибдите кои што ни се закануваат поради тие историски аспекти кои што се влезени во протоколите и така натаму и така натаму. Зборувам за односот со Бугарија. Значи, според тебе, требаше све, добро те прочитав, се да направиме за да ги отвориме првите поглавја, односно да го отвориме првото поглавје, за да ги избегнеме овие опасности за меѓуетнички тензии, кои што пред малку ги спомнав. Ја мислам дека во времето кога, тогаш мислам дали беше Ковачевски премиер, ако не се лажам, имавме отворена поддршка од Еди Рама, премиерот на Албанија, дека ние мора да одиме заедно у пакет. Се сеќаваш за тоа? Добро. Ние требаше тоа да го искористиме. Регионално да се екипираме и регионално на Европската унија да ја дадеме до знаење дека одиме сите заедно. А не е изводливо. И дека имаше не таков може проект на старите во НАТО, во јато во НАТО, како беше тогаш со Хрватска и Албанија бевме пак пред Букурешт, ако се сеќаваш. Овој контекст, сега во овој момент, вака раздвоени, ние обесправените кандидати за Европска унија сме соочени со тоа судбината да ни зависи од регионалните мачори на Европската унија. Кој е решението? Решението во овој момент мислам дека не е европско и мислам дека не е решението поврзано со овие текови кои се одвиваат вака како што се одвиваат. Сметам дека решението за нашиот формален, односно нашиот практичен, ние сме почнале преговори, ама не сме отвориле поглавја. За нашето практично почнување на преговорите сметам дека ќе биде донесено од Соединетите Американски држави со значаен геополитички притисок овде. Зошто го тврдам ова? Соединетите Американски држави по промената на власта во Македонија беа исплашени дека може да дојде до ревизија на Преспанскиот договор. Видовме дека таа ревизија не се случи. Сега одмодиме на другата тема, што е најважното во обраќањето на претседателката Силјановска во тоа што кажа Обединетите нации. Трик, што наместо да каже директно Норт Македонија, како што например Мицкоски зборуваше во тие интервју на англиски, она како рече според Преспанскиот, нашето име е Македонија, но според Преспанскиот договор ние е променето во доста интересно. Според Преспанскиот договор јас сум председател на Република Северна договорот или самата го пишувала. Значи таа од Генералното собрание на Обединетите нации го искористи терминот Северна Македонија. Моите информации велат дека ова од
Имаше таму на маргините и средба помеѓу Мицотакис и Муцунски скоро, ако не се лажам, или грешка сум столе. Мене беше симпатично. Да, значи Председателката со Бајден ние под рака. де факто веќе со Грција затворивме дека има проблем. Страстите во Грција се намалија, веќе ги немаме тие муабети од грчка страна кои почна со инаугурацијата на Силјановска за повторни блокади, за ревизии и така натаму. Грција, гледате, се повлече. Тоа го исхендла американците, да се разбереме. Значи, овој процес во кој ние викаме добро, меѓународно сме Северна Македонија, тоа е тоа. Се повлече Грција или нашите почна да го почитуваат? И едните и другите се повлекува. Зошто? Сега нашите не почна да го тука внатре, кога беше сега Орбан, беа представени како премиерите на македонската и на унгарската влада. Кај нас, кога зборуваат на интервју политичарите, македонската влада е дозволено според Испанскиот договор. Македонија, кога излегуваат, не знам, министри, премиерот и така натам, го користат терминот Македонија. Значи, македонски шуми се промени во национални шуми. Тоа е делот во кој што ние попуштивме, но попушти и грците, затоа што па сега не им мерат на нашите политичари за внатрешна употреба, кај кажеле Македонија. Ете, да не се сега, правиме со Грција дојдовме на статус кво. Дојдовме на нула. Не, тоа е добро што така се случи. Значи, Затоа што ќе ти кажам еден податок. Од луѓе од Министерството за локална самоуправа и од луѓе од Министерството за надворешни работи. Вака, во еден разговор ми беше кажано. Да не се многу правиме важни и да мериме што не направиле грците, затоа што нивните служби тука, нивната амбасада, цело време тоа го работи. Само на ниво на локална самоуправа имаат над 400 прекршувања на Преспанскиот договор во смисла на употреба на името на државата, но и во смисла на употреба на символите. Например, во многу локални самоуправи се уште се употребува сонцето од Вергина. Значи, најмалку 400 прекршувања има на Преспанскиот договор. Значи, да не го но мериме има и во тоа... Грција прекршувања. Таблите се уште стои Скопје. Не сме во тој поглед и ние наивни. Да се и разбереме. Овде е веќе полека се затвара таа приказна и полека се затвара приказната дека ВМРО сега ќе го раскинува, нели, како се вика, бе завршено. Тоа е веќе моја теза дека овие избори може би добро беше вака што беа резултатите. Но се сподели одговорноста, сега имаме поравнителен слој. Она што е сега, предизвик и она што сега следува е значителна активност на Соединетите Американски држави поврзани со делов со Бугарија. Што значи тоа? Дека бугарите ќе попуштат и дека ќе прифатат одложено важење. Може би ќе значи тоа. Може би ќе значи, дури кога ќе не примат во Европската унија, тогаш да се активира уставот. Може би ќе значи тоа, не знам. Може би ќе значи и дека ќе влезат веднаш бугарите во уставот, но Бугарија ќе потпише дека поради историски прашања нема да ги блокира преговорите на Македонија со Европската унија. Може да значи, што исто така е цврста гаранција, доколку се потпише договор каде што ќе бидат страни. Па случувањата не те од Бугарија гарант Соединетите Американски држави, може и тоа да се случи. Може да се случи и Бугарија едноставно да рече окей, го замрзнуваме ова прашање за кога ќе влезете во Европската унија, пред да влезете, после последното поглавје. Може се и се што да значи, но ние ќе имаме некаков модус операнди до нова година, тоа е некое мое мислење кое е базирано на дипломатски податоци, но она што ќе го има до нова година е и дека и двете страни до одредена мера ќе треба да попуштат. За Бугарија тоа е лошо. Да попуштаме. За тоа што Бугарија вика, па ние веќе попуштивме со самото тоа што бугарите во устав стана услов, тоа не беше наше барање на почеток. Да. Не е ни во декларацијата, но политиката не е фер, животот не е фер. Некогаш за нав, некогаш за нив. Суштината е дека до нова година ќе следува интензивен притисок од Соединетите Американски држави за ова прашање, затоа што ова е геополитички важно. Зошто е геополитички важно? Го гледаме конфликтот помеѓу Украина и Русија, дека тоа нема брзо да се разреши. Гледаме дека Западот веќе има се поадекватна и поголема стратегија за спречување на влијанието на Кина
интеграцијата на Европската унија на оваа траса која е дел од патот на свилата е навистина геополитички важна. Третата работа која е исто така важна во однос на тоа е, гледаме и на Блискиот исток дека не цветаат ружи, едноставно исто како што не внесува во НАТО ради геополитика, повторно поради геополитика, ние ќе ги почнеме преговорите и најверојатно, јас сум оптимист, до 2030 година сите заедно од овој регион ќе станеме членки на Европската Тоа е твојата проекција. Мојата проекција е дека секој ескалирање на нас ни носи дополнително попуштање. И самиот ти тоа го спомена, а не потребувам наназад примери. Значи, ќе има притисок од американците, ама ќе треба и ние да попуштиме. Нормално. Што ќе биде тоа што уште ќе треба да попуштиме? Дали ќе биде само доволно да ги внесеме? До сега беше доволно да ги внесеме само. Гениалноста на политичкиот гамбит на ВМРО ДПМН во овој период е тоа. Гениалноста. Ова така ќе го наречам. Значи некој очигледно многу паметно ги согледал работите таму. Барем ја така анализирам. Сега можеби сум целосно погрешно. Ја не сум безгрешен човек. Има некои луѓе што мислат дека се безгрешни. Јас сметам дека најпаметно е што тие ја ставија летвата нема бугари устав, нема влегување на бугари устав. И сега, кога тоа ќе стане причина за попуштање, што нешто што нас не ни е проблем, генерално на никој во државата не му е проблем бугари, што ни менја, дали биле египјаните, хрватите, бугарите, устав во Македонија. 3000 бугари има на попис. На што ќе треба тоа? ние плюс да попуштиме? Дали ќе треба плюс уште нешто? Тоа е финалното попуштање, знаеш. Што се случи после оваа ескалација? После средната. Ние ја кренавме летвата на тоа дека е крај на свет да влезат бугарите во устав и секоја ќе попуштиме за тоа ќе се гледа како. Само тоа не е попуштање, тоа не е обврска. Дали плюс уште нешто ќе треба некој устав? Тоа е проблемот. Проблемот е, тоа е гениалноста. ВМРО значи, ВМРО обврската ја претвори во попуштање. Ме разбираш што сакам да ти кажам? И кога ти обврската ти станува попуштање, во суштина ти се бориш да не станат идентитетски историски прашања дел од преговорите со ЕУ, ако го избоксуваш тоа ти си ја добил утакмицата. Ги измешавме работите, нити е идентитетско попуштање. Сега многу работи се потврдуваат. Сега дури и ти пред малку рече дека преговорите се почнати, не е отворено поглавието. Добро, значи де факто не се почнати. Пред тоа ВМРО ДПМН цело време зборуваше не се почнати преговори. Ама не се почнати без толе се. Како? Кај се почнати? Како пред малку те цитирам што добро бе што една бирократска. Ние сме последната бирократска причина за да почнеме преговори сме ја надминале, бирократската, и сега имаме проблем со политичката причина. Што е уште многу поголема секогаш. Преговорите се отворени, како рече Црвенковски, ама не се започнати. Бугарија, после таа ескалација, јас многу надеж полагав во посетата на Сијановска Давкова на Софија, на присуството на операт и таа средба со Радев, ама ете, од после посвестно сето тоа се извитопери, се направи една ескалација и што е резултат на таа? Кој е резултатот на таа ескалација? Во бугарскиот парламент повторно има еднодушна декларација, така ли? Во таа декларација што се бара? Си ја прочитал? Заедничко чествување. Јас немам ништо против, цело време зборувам дека заедничкото чествување не е никаков проблем. Тоа не значи дека тој што ќе го чествуваме е само бугарин или само македонец. Многу паметен еден човек пред една јавна личност пред неколку дена паметен израз кажа: Цар Самуил е бугарин. Ако сакаат бугарите, нека биде бугарин. Ама он е македонец. Ние си го сметаме за македонец, они си го сметаат за бугарин. Во таа насока можеме да зборуваме за заеднички чествувања, за нешто што не поврзува, а тоа ќе го избереме, кое што нема да не разделува. Според мене, само ќе изгубиме време. Истото ова, што требаше порано да се заврши, со бугарите можеме уште пред 2 години. Преспанскиот договор и војната во Украина не научија дека доколку ние почекавме за промената на името и за Преспанскиот договор, доколку почекавме година, 2-3, ние ќе добиевме многу подобри услови, затоа што
од интерес на НАТО ќе беше ние брзо да влеземе во НАТО. Пред тој Знаете, не се прави наивен, знаеш многу добро дека и да се обврзе со некоја декларација, со некој вид декларација бугарска држава, дека нема да инсистира на историски идентитетски прашања, туку само на тоа што значат копенхашки критериуми, на тоа што значи имплементација на законодавство, почитување на човекови права, реформи во судството, значи сите тие содржини на поглавијата и тој мониторинг кој што ќе биде силен од страна на Брисел и да се обврзат на такво нешто. Они можат под закрила на нешто друго да не блокираат кога сакаат. И ЕУ значи може заради некоја аквизиција тука инвестициска Евроинс, например, ќе ти кажам, значи Столе, ја те разбирам што сакаш да кажеш, но во светот на геополитиката ти можеш да го зафркаваш. Значи во светот на геополитиката, ама време губиме, значи во светот на геополитиката, до сега едно поглавје можевме да затвориме. Во светот на геополитиката ти можеш да го зафркаваш. Во право се тие што велат дека ние на овој начин сами се блокираме, а не добиваме ништо. Значи во светот на геополитиката ти можеш да го зафркаваш тој што е послаб од тебе, така? Така е. Бугарија е посилна од нас, поголема нација. Секогаш, дури у време на комунизмот, они имале повисоко БДП од нас, иако ние имаме приказни. Но, од кога е Бугарија послаба? Што ако е потпише договор со Европската унија, што ако или па макар и неформално им кажат, дечки, доколку ја блокирате вие Македонија, нема пари. Ама и ова е најно размислување, значи, Македонија толку голем залак за да такво нешто некој превземе. Геополитиката е секогаш голем залак доколку ти го ставиш тоа во комплот. 2-3 примери да ти кажам само. И доколку ја видиш важноста на тоа Европската унија да се Орбан, сега и на прашањето зошто амбасадорот на Орбан не ја блокираше Албанија за да ја заштити Македонија. Секоја држава си има своји интереси. Македонија не е центарот на светот. Истото тоа како прашање се поставуваше ако се, дали Унгарија и Орбан е многу голем пријател. Зошто не го направи тоа? Го праша, изваредни беа новинарите во Охрид со прашањата. Го праша дали ќе го прати Радев или некој друг на кафе, како што он излезе за да бидат единствени кога се одлучуваше за Украина. Ке ти направам паралела со Турција. Турција е наш голем пријател. И носталгично поврзана, безрезервно не поддржува. Која беше работата за да влеземе во НАТО? 2008 во Букурешт. Турција единствена се секаш на фуснотата, долу пишуваше за сите бевме поранешна Југословенска република Македонија, доле во секој документ имаше фуснота, Турција ја признава Македонија по уставното име. Љубовта по Македонија, туку поради конфликтот што они го имаат со Грција. Зошто Турција тогаш таа тројка не ја блокираше целосно, за да ја заштити и да поддржи Македонија во Букурешт. Да рече, не може Хрватска да влезе, а можеше тоа да го направи, не може Албанија да влезе во НАТО, ако не влезе Македонија. Значи сега, немојте да бидете наивни сега. Ова е чиста манипулација во однос на амбасадорот на Орбан. Извини, илустрацијата на тоа. Кога јас сега ќе постапувам од позиција на јас секогаш сакам така. И тоа е најдобриот начин. Ама Орбан не одговори на тоа прашање. Имаш рационален модел на размислување и имаш емотивен дел на размислување. Орбан си има други интереси, му треба тие пари што се блокирани поради Орбан владење или невладење на правото, човекови права. Зошто Орбан ја блокирал Албанија? Зошто? Прво, да бидеме искрени. За да ја протне Македонија. Абе не можеш со тоа да ја протне Македонија, гледаш дека не можеш да ја протнеш со тоа Македонија. Значи, не можеш со тоа да ја протнеш Македонија. Да се протне Македонија, се знае што треба да се направи. Па зошто тогаш некој би ја уценил Бугарија, би рекол нема да добиете Шенген или нема да добиете евро, ако не попуштите за Македонија. Во моментот кога на ЕУ тоа ќе биде потребно, за 30 години геополитички да го затвори кругот, значи ќе се случи тоа. Сакам друго. Уште една илустрација. Знаеш ли, со Химара, колку е прозаичен примерот со Химара, со градоначалникот. Че нема врска, грците само го искористија тоа. Тој градоначалник не е затворен заради тоа што е грек. Ради корупција е затворен. Не е ни ради корупција, заради тоа што голем дел од тоа крајбрежје на Химара е многу атрактивен за градење. Еди Рама сака таму неговите партнери, неговите пријатели сакале таму да градат. Градоначалникот, како сакаш наречи го тоа, можеби личен интерес има, можеби корупција, не знам што, го блокирал тоа. И
му се одземаат со тоа што се праќа во затвор ингеренциите, за да може да ги протне интересите на своите пријатели Столе. кои што Ето. сакаат да градат таму. Тоа е суштината. И- А грците го користат тоа и после тоа се пазарат со албанците. И исто така, конкретен пример, кој што нема врска нити со идентитет, нити со национализам, Борис Тариш, кој беше председател. Вели вака, требаше да отвориме со Европската Унија. Се одлагаше тоа неколку месеци. Во тие неколку месеци, најмалку 5-6 пати ми се јави Меркел. Зошто му се јавила Меркел на Тариш? Значи не ги интересираше ништо од тоа дали го сработила Србија или не сработила државата за да може да го направи следниот чекор во Европската Унија. Ги интересираше само прашањето продажбата на ВАЦ, Весте Алгемене Цајтунг, кој што беше на акциите, кој што беше собственик на Па Полица. исто без столе како со нас. Значи, Меркел и ја интересираше само ВАЦ и како тој да се истигли Епа, од во Србија. моментот кога Кога се големите заврши сили, продажбата, кога дојде тој човек кој што требаше да го купи, кога што го купи во после тоа, моментот одма се отключи кога процес. големите европски сили, големата европска сега двојка веќе беше тројка, еден од трите си отиде, сега во моментот се Велика Британија и Франција, други сите се мокни земји, добри земји, но генерално ова се најмокните европски земји. Кога Германија и Франција ќе одлучат дека нив им е бизнис, геостратешки, било каков интерес овој регион да стане членка од Европската Унија, ќе стане членка од Европската Унија. Ти, убаво сега ми објасни, ово е перфектен пример. Уште И еве, еден пример. еден наш гостин Доаѓаат чека, не, австријски извини, пратеници, само ова да ти го кои што докажам. треба да работат на антикорупцијска агенда во Македонија. ова еден наш 99% од нивните прашања биле за законот еден за наш игри на слушател снега и за коцкање. генерално Затоа што феноменално прашање има. Австрија е не е доминантен во тој бизнис во значи Македонија. се е политика и нема врска тука ни со Копенхашки обврски ни со ништо. Чим нема врска со Копенхашки обврски и со ништо и дека се е политика и во однос на градоначалникот и во однос на казината и во однос на Меркел со Тадич, тогаш во моментот кога финансиски, геостратешки, било каков сакаш интерес на западните сили ќе биде овој регион да биде дел од Европската Унија, на Бугарија ќе им кажат: искаш ли пари, како е на бугарски? Пари, Па искам. Па ако искаш, ај тамо. тргни тоа. Саштини е Значи, за пари. Не. суштината е, ние не зборуваме сега, Бугарија да е на значително повисоко ниво од нас, ние не зборуваме дека на исток од нас имаме гигант некаков европски. Они се зависни од европските пари. Добро, дај да завршуваме за Значи, Дуи. Може ли Дуи да влезе Спасовски шовери? Многу скоро ќе се случи Дуи да влезе во... Има тука интересни информации за Дуи. ајде. Голем дел од тие што беа најисторини играчи, најверојатно во странство ќе одат на битни функции за групи, се зборува дека може Керама ќе оди како совет. За Османи воопсе, тоа што го организирал тој самит што беше тука во Тешка работа, Македонија. мислам дека за Османи. Знаеш, Може Никола да Димитров отиде. такви имаше некакви амбиции. Зошто тешка Дека- работа велеше ти и за Шекеринска дека може да пона беше воопсе, па сега ја споменуваат да заменик на НАТО. Види, ја на пример би се радувал на Ја успехот споменува- на Шекеринска. Сепак Шекеринска е политичар од Македонија и доколку Шекеринска добие функција во НАТО, ја ќе бидам среќен. Крештенбек теше нешто Знаеш, ќе одел. И сега на тој начин ќе се исчистела но Дуи и Ахмети ќе настапи со нова екипа, И- а на Мицкоски можеби повеќе му одговара Дуи, затоа што таму има еден центар со кој што преговара и разговара. види, А Столе, тука има во однос расширена на овие работи, лепеза. јас тоа меѓународните триери на нашите политичари, Нема, Ја не верувам, тоа ќе многу биде се салто мортале. разочарав, За многу Мицкоски, се ако разочарав го со врати Дуи Никола во власт, Димитров. после сето тоа што го зборуваше за Димитров зашо имаше амбиции дека ќе станува, што збореа? Некаков кај беше во Дуи. ЮН Нешто, или да. не знам кај беше. Во Венеција или во НАТО беше. Значи, човек кој го потпиша Преспанскиот договор не доби меѓународна кариера, ќе му дале на Бујар Османи меѓународна кариера, мислам. Поентата ми беше друга. Еви ВМРО тоа го прави сега. Ти многу добро призна на почетокот.
Преспанскиот договор си легна, веќе имаме поравнителен слој. Ама нема меѓу друго што СРСМ војни ли да и меѓу правиме, ВМРО. што се? Ама зошто чекавме 30 години бе јупче? Како? Зошто не собраа храброст Затоа во старт што да го направат секое тоа? друго- Сега ќе бевме членка на Европската унија. Бугарите ќе Немаше земаат да бидеме членска наши на пасоши, Европската унија. а не ние сега да бидеме Ние принудени албански пасоши да станавме земааме. членка на НАТО во моментот кога НАТО доби потреба ние да бидеме членка на НАТО. Ние ќе станеме членка на Европската унија во моментот кога Европската унија Јупче, има потреба ние да Малси станеме членка на Силе Европската предлагаше унија. конфедерација со Грција, му се смеја, сега викат што не го прифативме тоа. Ма не, тоа е тој е, предлог, смешно е таа тоа. несериозна политика на Тупурковски е причина, секој почит за човекот, нели, сега веќе е во пензионерски денови, но таа несериозна политика на Циле Тупурковски нас не донесе војната во 2001, затоа што тој практично влезе во фајт со земја членка на Советот за безбедност, па после кога ставија на мировните мисии. Мислиш дека толку моќ имаше он сам да го направи тоа? Тајван чие протеже е? Добро бе, се, ти Па не цело време американците ги форсираш. Ама добро се, прво Америка, Сум они го го прашувал на оваа Америка тема, го нема Силе. официјално признаено Тајван. Молам? Америка го нема. Ама мотивира и стимулира други држави добро де. за да Еве, парира најголем на Кина сојузник на да го Америка признаат кој е у Тајван. свет, еве сега Израел. Израел го има признаено Тајван, го нема. Израел не Да, може. најголем сојузник има на американците. Ама не може да спредуваш. Втор најголем сојузник на Израел и американците има Македонија. Велика Британија. Велика Британија го има признаено Тајван. Лошите се споредите. Не, па Може јас да се натера држави како нашата да го Као признаат. Сао Томе и Принципе, така. Македонија, такви некои. Сан Марино, евентуално, не знам. Те држава ли што се? Смешно. Марино се, да. Па еве сега, тоа е Значи, интересно, Рама што сака да го направи како Ватикан да направи од бектешите. Зошто тоа на нас не ни текне? Ние имаме бектешка заедница. Како? И ние имаме бектешка заедница. Па не знам, ние кај нас имаме монопол на ИВЗ и на Да, ама МПЦ бектешите се и тоа е проблем генерално кај поставени, нас. сакаат, нели, Тој арабати. монопол кој го имаат Исламската верска заедница и Македонската православна црква над верското организирање во државата, наместо тоа да биде некаква граѓански определена варијанта што е верско организирање, ние имаме премногу ни се овие две институции моќни, тоа е проблематично за мене, иако сум православен и сум верник на Македонската православна црква, сметам дека верските организации не треба да имаат таква голема моќ, каква што покажуваат дека имаат и Аз се воземот. согласувам, ама кај нас црквата се врзува со идентитетот, со опстојувањето на Ние имавме ситуација црквата во македонците. Македонија, закони за што беше за истополови бракови, за што беше кој организира па се собираа сите не верски беше лидери. истополови, него за таа родове, еднаква за За родове еднакво. Да. Значи, извинете, ставот на црквата не е јасен, но ставот на црквата важи во црквата. Надвор од црквата е државата и ставот на државата кон тие прашања не може да биде исто ставот на црквата, затоа што во државата не живеат само верници и не живеат само луѓе кои ги почитуваат верските начала. Јас ги почитувам. Ајде Во голем дел се. да вршуваме со тоа. Интересно беше тоа што Бајден и Сијановски се држаа. Замисли сега ако победи Трамп, а ќе остане Сијановска на како председател во Македонија, нејзиниот сопруг Благоје Баже да отиде таму и под рака со Меланија да се Види, интересно ќе биде. јас сметам дека може па да дочекаме и да ја фати за рака председателката Харис Баже, што исто така ќе биде ќе биде големо достигнување. По симпатична. Види, јас се информирав за таа работа, се распрашав и ми кажаа дека имало, пошто тоа оди така, сликањето доаѓа по еден говор затворен, зад затворени врати, кој председателот и неговата сопруга го држат за светските лидери. Имал убав говор Бајден, по говорот нашата председателка пред сликањето му се обратила, ги фатила најважните елементи, се изгушкале, тој бил навистина среќен од коментарот и едноставно од некакво меѓусебно почитување го направил тоа. Ние нема потреба сега да правиме фама. А немаше, знаме, тоа нема, тоа не е ни срамота. Напропатување. И второ, американците ја пуштија таа слика, доколку е срамна, тие нема да си го брукаат нивниот председател. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Нема ништо надвор. Не, како со Бугарија, прво ние да ја пуштаме. Не, да, таму ние ја утнувме. Значи, проблемот е
таму дека на вистина немаше никаков проблем со сето тоа. Не, тоа е И- убава слика. И убава слика, убава порака и многу интересно, морам да кажам. Гледаме дека ВМРО ДПМН, односно владата, гради стабилни односи со екипата на Трамп. Го гледавме тука Гренел. Курцунски со Гренел беше на... Да, на интернет, гледавме дека телевизија. Макар што не го разбирам тоа, зашто толку се кладат на Балканот на Трамп, тоа лично ми е. И мене не ми се А допаѓа Трамп на Трамп. Балканот буквално ниту за Србија, ниту за И мене не ми се косоварите не допаѓа. го сакаат. И мене ниту за не ми се Македонија нема допаѓа нешто Трамп, направено. но балканската Спектакуларно. десница има некаква политика, нели да го поддржува, Несватливо ми е. гледаме, па тука беа тие неговите инвеститори видни, нели тие у крипто светов што беа па правеа тука некакви најави, така натаму од една страна. Од друга страна гледаме претседателката Силјановска се виде предходно со Камала Харис во позиција која беше таа подпредседател. Има едно видео, еден разговор меѓусебен, се објави тој Сакаш да кажеш дека тогаш. ВМРО да помане Мицкоски Играат одат на- кон Трампа, Да, Силјанов Значи, оди кон демократите и дупло. ние создаваме некаков баланс што е добра работа. да не испадне голо дупло ни со тие, ни со тие. Па сега. Види сега, ние во Македонија вика, а Камала зошто ја сакате? Сега види, ја не сакам никого, ја сакам жена ми. Во однос на Камала можам да кажам дека таа, за разлика од Трамп, е еден стабилен и предвидлив политичар, нешто што на светот му е потребно во вакви моменти, нели, Интересно е за некоја друга емисија да коментираме на И ако сакате да знаете, македонците во Соединетите Американски држави има или ќе имаат средба со таа групата, нели, поддршка за Камала Харис и тие де факто на средбата се користи терминот Македонија и од Демократскиот национален комитет имаат вака со звездичка стајано дека иако официјалното име на државата е Северна Македонија, ние овие луѓе ги гледаме како македонци. може би треба нареда некоја емисија пред изборите да се зборува за тоа што сега се пишува на Соединетите Американски држави, дали од Калифорнија е Камала Харис. И се користи термин дека таа ако дојде на власт ќе ја калифорнизира цела Америка. Кога се зборува за калифорнизира тој термин Californication од Ред Хот. Да, добра песна. Да, добра песна, ама таа е направена за да отслика тоа што се случува во Калифорнија, од една страна голем развој, па од друга страна има некои тенденции кои што на традиционалистите не им се свигаат, значи поврзани со Холивуд. И се споменува еден термин woke култура. Се што е традиција, се што е семејство, се што е Добро, јас- маж, жена, спротивно на тоа. Малце волк културата е еден поширок контекст, но Ама суштината види, е Холивуд и суштината е максимална балансот е либерализација. секогаш. И кога е во прашање и волк култура наспроти оние традиционални вредности, и кога е во прашање ЛГБТ култура наспроти ова. Друго, јас секогаш сум на средина и јас сметам дека, видете, има вакви луѓе, има такви луѓе, има луѓе со вакви вредности и со такви вредности трябва да ги разбереме сите и треба да создадеме општество кое ќе биде праведно за сите, а не општество кое ќе ги реализира нечии идеолошки постулати, значи и размислување како треба да изгледа светот. Балансот е секогаш на средина во однос на сите овие работи. Така што кои кога разговараме за тие радикални волк, нели, движења, но и кога разговараме за оние цврсто традиционални врзани семејства, и едните и другите имаат негативни импликации. Значи, но и едните и другите имаат и позитивни импликации. Затоа вистината е секогаш во средина и вистината е некаква избалансираност помеѓу се ова. Камала Харис, јас сметам лично дека е подобар избор за Соединетите Американски држави затоа што таа е предвидлив политичар, мејнстрим политичар, за разлика Како да го слушам Путин, он викаше не ми се допаѓа толку Трамп затоа што он е непредвидлив. Не, Со ама Бајден не, знам на што се. реално, види се, вие може да Со му демократ. забележите се на Путин, се да му забележите на Путин, но дека Путин е човек што знае да направи проценки и така брутално ја води својата земја, не му се кренал никој 30-40 години, 30 години, така, ако не и повеќе. Па
Скоро 30. Повеќе од било кој цар. Значи, така што знае да направи проценка, со Доналд Трамп и Путин ќе има поголем проблем, но и светот ќе има поголем проблем. Во однос на Камала Харис е јасно, нејзините линии за Украина се тие, веќе се имплементираат, Путин веќе има проблеми со нив и сега ќе се труди они да бараат решение. Во однос на Доналд Трамп ти не знаеш што може да ти се деси, човек он каже дека он сакал да биде како Ким Јонг Кун и сите да му аплаудираат. Сега излезе некни видео од тоа. Излезе дека треба Украина све што бара Путин да ја дадат, мислам. И јас не би гласал за таков човек. Извинете. Тоа е вели ќе уведел криптодолар ќе правил, мислам, хаос. Тоа ајде Да завршиме. Шуем полека. Која е прогнозата си? Значи, јас мислам дека пред локалните избори до година нема ништо да има. Ни мислам педа нема да има во насока на ова Бугарија. Ама очекував конкретни работи. Знаеш, ја мислам уште дека не ми се збунети некој до нова година ќе има. Треба конкретно да тоа со автомобилот што го кажа Обрајан уште е на сцена. Сега се власт треба да кажат освен тоа дека сакаме да биде, ама како ќе го направиме тоа? Јас мислам дека ќе имат интензивни контакти. Се надев дека ова со Сијановска Давкова со Радев сметам дека во таа насока. Ама ништо од тоа. Затоа што американската администрација не е зависна од избори. Воопшто. Сметам дека до нова година ќе има интензивен притисок од Америка кон Бугарија и кон Македонија за ова прашање и мислам дека ќе се најде решение кое ќе биде прифатливо и за едната и за другата страна во кое што ниту тие, ниту ние нема да излеземе со. Не ми одговори што ќе дадат Македонија или само тоа, или ќе треба нека банка да дадеме. Да се вратиме пак на приказната за Заев и Борисов кога преговара. Не, банка нема да даваме. Прво не може да даеш банка, банките се приватен капитал во Македонија. Сака Ивако мобилен оператор. Мислам дека таму е. Да не се скараме со Унгарија сега. Мислам дека сме финансиски сега веќе многу позависни од Унгарија за да ги изневериме за таква работа. А тоа, ако е точно дека Светска банка ни давала подобри услови. Па не е точно, сега ги гледаме каматните стапки на Светска банка, не постои. Ама знаете што е проблемот, што овие пари можеме сами да ги користиме како што сакаме, а Светска банка и ММФ кога ти даваат пари, ти кажуваат и структурно како да постапуваш, како да се однесуваш, како да се ги они сакаат преку кредити да ги реформираат. И затоа во историјата македонска независна многу ретко се правеа договори со Меѓународниот монетарен фонд и тоа најчесто, ако не е исклучиво, се случува во времето на СДСМ. Бранко се фалеше, јас направив толку договори, аранжмани со ММФ. Во однос на ММФ и Светската банка, јас сум финансиски експерт, сертифициран, имам негде околу 9 сертификати од Светска банка за најразлични работи. Од инфраструктурни проекти, да се пофалам јавно дека освен ова, можеш да ги видиш кај мене, канцеларија ми се дел наредени, дел нема место кај да ги ставам. Во однос на ММФ и Светска банка, ние мора да разбереме една работа, а тоа е дека да, тие пари треба да се користат, нормално е да се користат, но кога имаш можност да стигнеш до пониска каматна стапка, вака, како што ние успеавме да стигнеме, а сега имам информации дека дури Албанија, која Еди Рама е најголемиот идеолошки опонент на Виктор Орбан на планетава, дури Албанија се обидува да го земе, да ги земе истиот кредит. Тоа говори дека баш и не е толку важно кој е таму на власт и какви се ставовите на Виктор Орбан и на Еди Рама, или што би рекол мојот почитуван професор Љубомир Данилов Фрчковски на едно предавање направено од факултет Јустинијан I, идеологија, ама 200.000 евра се 200.000 евра. Значи, така и со се ова, кога имаш пари по поволна каматна стапка, а оваа каматна стапка, разговара со еден политичар од Унгарија, вели, викам, ова е одлични услови ни дават и така натаму, и вика, да, викам, ние тука сега сите го почитуваме Орбан поради ова, вика, да, но вие го почитувате, но прашањето е што ќе каже унгарскиот народ. Затоа што вика и ние имаме наши проблеми, наместо да ги решаваме нив, ние вика ви даваме вас пари со поволна камата. Така што мултидимензионален е проблемот. Тоа беше се. Тоа беше се, почитувани слушатели, се гледаме утре. Утре малце повеќе ќе ги развиваме геополитичките случувања со Антонио Милошовски, мислам, и со Искра Коровешовска.